3 години сам помеѓу 4 ѕида, секојдневието за родовишанецот Борис Георгиев, лице со оштетен вид е безмалку несовладлива пречка. Што за 59 годишниот самец, а за останатите сограѓани е рутинска работа, е негова танталова мака во исполнување на дневните обврски. Најтешко е за движење да се отиде до продавница, до аптека, до амбуланта. На тротоарите не сме баш доволно безбедни. Има тоа нешто се работи да се санират тие. Як барикади имат, да не ги набројам бетонски, што ти знам таму некои дрва. И тоа не е безбедно. Истата приказна за самотен живот, но со подолг стаж од 6 години, ја споделува и штипјанецот, 72 годишниот Кирчо Тасов. Посебно тешко за Тасов е ова. Готвењето и тие работи, ама тоа некако се снаѓаме. Тешко е да излезе сам. Тоа се знае за секој човек што е сам. Таа е работата. Меѓутоа судбината е таа. Ѓоргиев и Тасов се членови на Сдруженијата на лица со оштетен вид во своите родни места. Асоциацијата прави напор да изнајде излезно решение за како што нагласува најгорливиот проблем на нивните членови. Настојуваме да направиме нешто, да обучиме кадар и овде во Штип, да може да ја помага на луѓето, да ја помагат. Инаку, во соработка со Црвениот крест и со Олер, имаме асистенти кои што доаѓаат, кои што помагат, меѓутоа тоа е малку, тоа е кратко време, така што ќе се потрудиме да направиме нешто подолго во денот да бидат со асистенти, мислам, со нашите членови. Излегувањето на улица за лицата со оштетен вид без придружник е повеќе од проблем. Веста кај возачите кои што ги партијат многу лошо возилата на тротоарите, не паралелно на тротоарот, туку дијагонално или попречно, така што не само слепите лица или лицата во колички, туку и сите останати пешаци имат големи проблеми. Решение има, треба да се направат, да се стават столпчиња на ивицата на тротоарот и да се тргнат од таму дефинитивно колите. Овие искуства денеска се слушнаа на редовното годишно отчетно собрание на овдешното регионално здружение на лица со оштетен вид, што се одржа во Штип. Од евидентираните 100 члена, 20 се судираат со спомнатите проблеми. Најзасегнати се штипските и редовишките членови. На собранието се слушна и можноста самците во соработка со локалните власти и пензионерските здруженија да добијат место во тамошните пензионерски домови.